Правете го! Здравото готвење е многу проста и едноставна работа. Потребно е само да се знаат основите. Ја не сум професионален готвач, меѓутоа гледам да тоа што имам дома го искористам и сум голем противник на фрвање на храна. Тоа ме извудува, не сакам да фрвам храна. Се друго може, друже, фрли ми сите можња лишта. Али храна немој да ми дираш. Готвиме со тоа што имаме дома. А што имаме дома? Имам пилешко месо. Имаме домат, баба ми го даде од бавчата, свеж домат, пиперка од истоимената бавча, кромит, да видам што имаме во фрижидерот. Имаме грчки јогурт, млеко, сенф. Па види, може да се направи некоја добра комбинација. Ја не плачам, ово е кромидо. Значи нема филозофија. Прво го ставаме месото, едно, не знам, 5-6 минути, малце се запражи, после тоа го ставаме кромидот, ја ставаме пиперката со тој редослед. Леле, добро е ако не се снимува да не мислат луѓето го сум ретардиран, пием од бокал. Оваа крпа ти е, узлето се вика мивка. Користе се за све. За раце, за лице, за нозе, за пархет, за шпоре, за тава. Еве, сега ќе оставиме месото прво да се пропражи. Слушајте. Ја од зачини користам сол и бибер. Make it simple. Колку сум вешт со ножот. Имаме една пријателка, колешка која што е моментално во САД и гледа колку не ме бива. У кујно и веројатно се смеал тамо, а работу ресторан со Мишелин. Дали една, дали две, дали три, кој ти ја знае. Сара, поздрав до тебе ако ме гледаш. Господа, сега се мислам, дали да бапнеме сенф или да не бапаме. Ај, ке рече, ај кажете ми, па не сме уживо. Кој ве шишо, ја ке ставам сенф. Напишете коментар дека сум глуп. Океј, само да прашам. Слушајте. Вау! Ништо не се слушна. Ова беше работа као ќе видиш што ќе ти направам. Браво! За да направиме структурата да биде покремаста, ќе искористиме грчки јогурт. Ако не знаете, мора да го научите последниот наш чекор, а тоа е ставање на нашиот готов продукт во нашиот сад од интерес, наречен тавче гравче. Па, ајде да пробаме.